Добро вечер, јас сум Наташа Стојановска, вие гледате Топ тема. Куќниот притвор што му е одреден на Артан Груби, поранешен вице-премиер од редовите на ДУИ, кој 14 месеци беше во бегство, предизвика нов судир на политичката сцена. Ни за обвинувања меѓу политичките партии СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ и Вреди. Што се крие зад враќањето на Груби во Македонија? Има ли некаков договор? Вечерва во Топ тема дебатираат пратениците Јованка Тринчевска од СДСМ. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата. Бране Петрушевски, ВМРО ДПМН. Добро вечер и Добро вечер. За вас. Благодарам. Морам да напоменам дека поканети беа и представници од ДУИ и Вреди, сепак одлучија да не испратат своји представници во вечерашната Топ тема. Артан Груби е во фокусот, но секако во следниот еден час ќе дискутираме и за други теми. Пред да ја почнеме сепак дебатата, ќе погледнеме реклами, потоа се враќаме назад во Топ тема. Да, веќе најави во студиото се Јована Тринчевска, Бране Петрушевски, пратеници од СДСМ и ВМРО ДПМН. Кажав дека во фокусот е Артан Груби. Секако ќе зборуваме и на други теми, но еве ќе стартуваме со тоа што е актуелно. Тринчевска, ќе почнам со вас, обвинувањата. Прво, се плаши ли СДСМ од тоа што Артан Груби сега ќе го изјави пред институциите и ќе го сведочи? Не, воопшто не се плаши СДСМ, ниту било кој функционер во Социјалдемократскиот сојуз, член на Социјалдемократскиот сојуз од она што ќе го изјави Артан Груби во текот на постапката. И токму така, вчера се разбудивме со веста дека Артан Груби е уапсен, уствари не беше уапсен, туку сам си се пријави на граничниот премин и беше спроведен во најнапред во истражниот затвор, оттаму пред во судовите за да даде изјава. И она што е исто така, иако цел ден слушавме од власта дека е уапсен, значи треба да се прави разлика помеѓу само пријавување и кога некој е уапсен, односно од приведување и кога некој е уапсен. И она другото што е чудно и што покажува дека има некаков договор е дека службениците кои што го приведоа на самата граница не беа тоа од гранична полиција, туку беа службеници од друг оддел. Што значи или знаеле дека ќе дојде, некој им јавил, или случајно се нашле, а не верувам дека случајно се нашле таму за да го приведат, значи дека постои некаков договор. И затоа, како Социјалдемократски сојуз, велиме дека театарот беше на границата, а во судството, односно во судницата, видовме договор. Со самото тоа што по испрашувањето, човек кој што побегнал од државата, бил надвор од државата повеќе од година дена, 14 месеци, осуден, освари не осуден, туку обвинет. Не обвинет. Има изречено мерка притвор од 30 дена, сега која се враќа во државата, која сам се пријавува, се преиначува оваа мерка притвор и се дава куќен притвор. И сето тоа укажува дека има некаков договор пред да дојде во државата, дека верувам дека подолго време се преговарало, се договарало за да дојде и наместо во притвор доди во куќен притвор, што сметам дека е недопустиво и не може за многу помали дела во сторени во државата да се одредува притвор, па дури и по повеќе месеци да бидат во притвор за некој кој што избегал, имало мерка, сега да се приначува мерката во куќен притвор. Петрушевски, ве чекаше ли Груби, ВМРО ДПМН да преземе контролата врз судството и обвинителството за да се врати, како што обвинуваат од СДСМ, и постои ли договор? Верувам дека ќе одговорите дека не постои, меѓутоа Па ниту го имаме преземено судството, како што опозицијата инсинуира, ниту пак имаме договор, ниту пак можеме да имаме договор.
договор може да има единствено со јавното обвинителство, затоа што сите овие работи кои што се кажаа се во надлежност на јавното обвинителство. Ние кога бевме во опозиција кажавме дека Дуи ќе оди во опозиција и кога дојавме на власт Дуи е во опозиција. За разлика од нас, СДСМ додека Артан Груби ги правеше овие криминали, молчеше, одобруваше, не смееше ниту да помисли да го прекори, а камоли пак да има кривична пријава. Денеска, кога ние сме на власт, Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава против Артан Груби, Перпарин Бајрами. Во истата кривична пријава е и поранешниот премиер и председател на СДСМ Ковачевски. Претпоставам од тука има и стравот и паниката. Од друга страна, само пред неколку дена, односно месец дена, на 9 јануар, СДСМ го поддржа кандидатот за градоначалник на Дуи во Гостивар. Како тоа ние имаме договор, а СДСМ јавно поддржува кандидат за градоначалник кој што сега е актуелен градоначалник и заедно со него ги делат колачот од власта во Гостивар, каде што имаат и таму заменици, директори и се она кои што се договориле. Како ние имаме договор со Дуи, кога Филипче потврдува во неколку наврати дека имал средби со Али Ахмети, а ние такви средби немаме. Како тоа ние имаме договор со Дуи, а пратениците на СДСМ пред само неколку дена на 18 февруари гласаат закон предложен од Дуи за воведување на двојазичност за полагањето на возачките испити и заедно со пратениците на Дуи гласаат и за Благој Бочварски, Ковачевски Димитар, Бисера Стојчевска, Лукаревска Сања, Митревски Јован, Николова Даниела, Николовски Љупчо, Спасовски Оливер, Тречевска Јованка и Борче. Значи, тие гласаат закони на Дуи, ама ние имаме договор. Сега малку треба тука и логиката да ја ставиме на преден план. Како е, еве, реагираше и министерот Филков денеска, како е можно да не може да му се гарантира безбедност на притворено лице и има ли несогласување бидејќи владата го впери прстот во обвинителството, во институциите, оттаму пак ја возвратија топката кај извршната власт, потенцирајќи дека одлуките и проценките ги носи МВР и АНВ. Значи, јас го разбирам и револтот на јавноста и ова кое што се говори по однос на изнесената мерка куќен притвор на Артан Груби. Меѓутоа, таа мерка не ја носи владата, ја носи јавното обвинителство, по предлог на јавното обвинителство го носи судската власт. Со член 98 судската власт е независна. Член 98 од Уставот на Република Македонија. Јас разбирам дека граѓаните веќе им станало нормално после претходното 7-годишно владење на СДСМ да се шетаат министри во канцелариите на јавните обвинители, да нарачуваат обвиненија, да кажуваат кој што сметра. Така што мораме да бидеме, ова е истото тоа судство и обвинителство кој што има 2% рейтинг, против кое што јас барем секојдневно држам пресконференции, кое што е под контрола на СДСМ и Дуи и нивните луѓе кои што ги носеа. И сега, кога ние излеговме и баравме комплетна смена на судскиот и обвинителскиот совет, да ги разрешиме затоа што го доведаа судството до 2%, за да можеме да го ставиме на здрави носе, токму СДСМ беше политичката партија која што беше против тоа, со жестоки од петни жили се бореше, не го дозволи тоа и кога дошеше кон нашите европски партии. Сега, и во делот на безбедносната проценка. Да одговорам само за безбедносната проценка. Добра. Безбедносна проценка вршат надлежни институции, не врз основ на дали одредено лице е безбедно во одредена локација, туку вршат општа безбедносна проценка. Дали одредено лице му е загрозена безбедноста или не му е. Овде го имате министерот за правда кој што реагира денеска. Ако може да. Реагира, ама не зборуваме дека му е заради тоа одреден куќен притвор. Добро, ајде да. Очигледно со логиката колегите од ДПМН имаат проблем. Сега наместо да се фокусираме ние на она за што го зборуваме сега за скандалот со куќниот притвор на Груби, се повикуваат на работи кои што немаат поврзаност. Тоа дали и колку ДПМН е поврзано и има некаков договор со Дуи, ќе излезе многу наскоро во јавноста. Вие можете со вакви небулози да ја замајувате јавноста, никој не ви верува, веќе не ви верува ниту на независно судство. Самиот директор на истражниот затвор Скопје излезе со изјава денес, со соопштение дека секој еден штитеник во
затворот, во истражниот затвор е безбеден. И дека Апсолутно. ниту АНБ, ниту МВР направиле некаква безбедна проценка за да видат дали Артан Груби ќе биде безбеден или нема да биде безбеден. Јавното обвинителство излезе со соопштение дека нивната одлука е донесена врз основа на онаа проценка која што ми ја доставиле МВР и АНБ, дека Артан Груби нема да биде безбеден нема да биде безбеден во истражниот затвор. Не е прашањето кој треба да ја гарантира државата, МВР, безбедно... Значи, тие треба да ја гарантираат безбедноста на било кој штитеник во истражниот затвор. Прашањето е дека навистина постои договор, затоа што многу работи во изминатите неколку месеци се променија. И ние зборуваме за независно судство, кога си ставивте жена на поранешен градоначалник, ваш градоначалник во судскиот совет, си ставивте другарче на Изет Меджити во Советот на јавни обвинители. Пред еден месец го избравте токму, јавното обвинителство го назначи токму сегашниот, тој што дозволи да се одреди мерката куќен притвор за шеф на јавното обвинителство. Вие зборувате за независно судство. Дозволивте да изминатиот период вие сте тие кои што ја имате контролата над судството, затоа што ВМРО поинаку и не може да владее ако судството не е под негова контрола. Се договоривте во меѓувреме да Артан Груби дојде под наводно, и ве слушаме секој ден, дека ќе даде изјави и треба да се плашат функционерите на СДС. Никој не ви се плаши. Вие 2 години освен изјави со закани, друго и ништо не знаете да направите. Да оставиме простор еве на реплика. Па добре, сега ја разбирам нервозата и тоа е она кое што го зборуваме, меѓутоа мора да направиме разлика што значи одлука на влада, што значи одлука на правосудни органи, и мислам дека тоа го расчистивме и кој има договор со ДУИ, тоа со факти и со аргументи, инаку апсолутно државата гарантира безбедност и тоа се овие притворски оделенија постојат не само во Шутка, има и во други 3 затвори во Република Македонија, така што не се врзува безбедносната проценка за конкретно притворско оделение, туку се прави општа генерална проценка, особено на личности кои што се така биле високо профилирани луѓе. Не е безбеден во Шутка, ама е безбеден дома во Притвор. Не е безбеден ниту дома, ниту во Шутка, ниту никаде. Согласно безбедносната проценка, не се врзува за локација и за место. Тоа ви го објаснувам цело време. МВР нема надлежност да прави таква проценка безбедностна, ниту било која друга безбедносна институција во Македонија. Се прави генерална, општа безбедносна проценка. Дали одредена личност има одредени информации разузнавачки од пријателски земји и така натаму, се прави сублимат, дали му е загрозена безбедноста или не му е загрозена. И таа информација МВР само ја проследува на барање на јавниот обвинител. Одлуката конечна за тоа дали одредено лице ќе има ефективен притвор, домашен притвор, други мерки на обезбедување, значи тоа се мерки на обезбедување, а не казна, ги носи на предлог на јавниот обвинител судија во претходна постапка, врз основ на информации кои што ги споделува. Никаде никогаш не се прави проценка на тоа дали одреден затвор е безбеден, небезбеден и така натаму. Таква информација не може да се направи. Така што да разграничиме, ова не е казна, ова е мерка за обезбедување. Првата изјава дојде од Артан Груби дека не се чувствува безбеден. Тоа е негово право да си го каже, тука немам дебат. Она кое што ги плажи СДСМ и она кое што го гледам и вечерва оваа нервоза е 6-часовниот распит на Артан Груби во јавното обвинителство и она кое што тој го знае, а знае многу, и она кое што тој ќе го каже пред надлежните институции, и јас очекувам дека покрај Артан Груби на обвинителни групи ќе седнат и многу функционери. Со Артан Груби и ВМРО ДПМН или институциите да даде одредени информации кои што се поврзани со високи функционери од СДСМ, а за возврат да почне да добие куќен притвор и други поволности, можеби кои во текот на постапката ќе следуваат. Можеме ли така да... Не можеме така да гледаме на работиве, затоа што повторно ќе ви повтора. Надлежноста ја нема ниту ВМРО ДПМН, ниту владата за да му обезбеди на било кое лице, вклучително и на Артан Груби,
подобар или поблаг третман во институциите, затоа што тоа е во надлежност на судската власт која што е независна. Јас знам дека граѓаните не веруваат во ова затоа што искуството тоа го вели досега, затоа што сме гледале како лица од штабот на СДСМ, како членови на правна комисија биле ставани за претседатели на судски совет, затоа што гледаме како СДСМ од петни жили се трудеше да го заштити тој судски совет, да го заштити тој јавен обвинителски совет, да го заштити тој се досегашен јавен обвинител кој што треба да го разрешиме, и мене тоа ми е јасно. Меѓутоа, една европска нормална демократија вели дека правосудството треба да постапува независно, а институциите да му бидат на располагање во делот на она кое што значи спроведување на правда. Правда ќе дојде затоа што Артан Груби допрва ќе седи на обвинителните клупи, а очекувам да му се приклучат многу високи функционери на СДСМ. Тука е стравот на СДСМ. Очекувањата нема да ви се исполнат очигледно, меѓутоа не очекувате да се разреши јавниот обвинител, туку си го разрешивте јавниот обвинител за да си ставите свој обвинител, свој обвинител за да може да работи. Кој го разрешил јавниот обвинител? Ова е брутална лага. Си даде оставка, ве молам, вака со факти, ова е респектирана емисија. Апсолутно си даде оставка. Рековте дека сме го смениле, ве молам. Зборуваше дека нема да си даде оставка, наеднаш под притисок, вие го разрешивте. Не сме го разрешиле, повторно ќе ве коригирам. Си даде оставка, не го разрешивме. Јас кога зборувам, ама јас морам да ве коригирам кога изнесувате невистини. Ќе коригирате кога ќе заврши. Јас ве слушав и вие слушајте ме, почитувајте ме. И секогаш, кога немате што да кажете, колега, зборувате, нервозата што ја покажуваат. Воопшто нервоза не покажувам ниту денес, ниту претходно во ниедна дебата или дали на телевизија или во собрание. Нервозата е кај вас, затоа што сте фатени во скандал и нормално вие се уште наративот не ви ја сменете, се уште мислете дека после 2 години дека сте опозиција и наместо да се оправдувате да кажете да, виновни сме, вие напаѓате. Секогаш кога се открива скандал, вас ве фаќа хистерија. Хистерија и со вакви небулози и лаги излегувате во јавноста. Јавноста повеќе не ви верува. И тоа многу наскоро ќе се покаже дека јавноста не ви верува затоа што изминатите 2 години ништо не направивте. И кога зборуваме за проценката, дали побезбеден е дома во куќен притвор или побезбеден ќе беше во истражниот затвор каде што на секој чекор има полиција и кој што е обезбеден од полицијата. Така да не се вадете на тоа. Јавното обвинителство излезе со соопштение дека куќниот притвор и промената на одлуката од притвор 30 дена што му беше изречена претходно, сега е дадена токму поради проценката на МВР и на АНБ. Не можете да манипулирате со јавноста кога во сите медиуми излезе соопштението на јавноста и вие на јавното обвинителство. И вие џабе сега се обидувате овде да се извадите да кажете дека немало врска безбедносната проценка со местото каде што ќе бил сместен Артан Груби. Добро, да му дадеме еве простор да во многу повеќе во своите лаги. Ајде видиме сега кој лаже. Прво, јавниот обвинител не беше разрешен од страна на владата на ВМРО ДПМН, ниту од собранието, туку да, добро, си даде официјално не беше. Да бидеме на тоа. Второ, не носи одлука јавното обвинителство каде ќе се издржува мерката за обезбедување. Нели сега ќе се сослушуваме или? Ама сега не може да дозволам, па јас вие кога лажете и кога јас не можам, а вие можете. Кога не ги кажувате вистинските зборови за онашто. Не се нервирате, колешке, нема потреба од паника, нема потреба. Па во речникот во однесување. Значи да продолжам. Не носи одлука јавното обвинителство, јавниот обвинител дава предлог, одлука носи судија на претходна постапка и тоа се основни базични работи кои што сите треба да ги знаеме. Исто така, уште една небулоза, значи шеф на јавно обвинителство именува советот на јавни обвинители, не именува владата. Истиот тој совет на јавни обвинители, кој што ние баравме да го разрешиме, тие се противија исто како и за судскиот совет. Меѓутоа, ајде да се видиме зошто беше обвинет Артан Груби. Тој на седница на 8 март 2022 година незаконски изгласал одредени одлуки во делот на формирање на новија предпријатија, набавка на видеолотариски апарати и така натаму.
И сега, за да видиме кој лаже, а кој не лаже, јас би ја замолил колешката да каже јавно на емисија дали била присутна на таа седница на влада, затоа што била член на влада во тој период, и како таа истата гласала по однос на овој предлог на Артан Груби. Вака, за да ќе дојдеме и до одговорот на оваа прашање. Меѓутоа, не можете Ќе дојдеме, јас со имам- лаги, со манипулации, Ама вие лажете, не извртувате јас. фактите за онаа што јас сум го рекла. Да, и уште еднаш ќе повторам. Во судскиот совет ја ставивте жената на ваш поранешен градоначалник. Во советот на јавни обвинителства. Грешни ви се Собранието информации. го избра другарчето на Изет Меджити. Грешни ви се Собранието информации. го избра советникот на премиерот за судија во Уставен суд. И многу врска, други, Уставен колега, суд и со многу одлука други. на- Зборувам јас за сите оние суди, обвинители кои Не, што па за суди и за обвинители кои зборувам, што да. поминуваат, зборувам и за суди и за обвинители, и за тоа колку вие ја имате контролата врз судството и зборувате за работи пред 2 години. Дали сум била на таа седница или не сум била на таа седница, тоа е било пред многу време. И апсолутно секогаш сум присуствувала на седница кога не сум била на пет. Дали сум била или не, навистина не можам да се сетам, и дали сум гласала или не сум гласала, не знам, затоа што тоа е било многу порано. А нема да навлегувам во кривичната, затоа што одлуки на влада се колективни одлуки. Само толку ќе ви кажам, колективни одлуки. Во тој случај треба кривичната пријава да е за сите министри или заменици министри кои што ја гласале оваа одлука. Во тогаш ќе биде во ред. Вака, за премиерот и за вице-премиерот, а за другите да немаме кривична ако гласале, затоа што одлуките на владата е колективно тело. Не носи одлука само премиерот или вице-премиерот. Добро е што евака и на јавна сцена видовме дека СДСМ го брани Артан Груби, ја спорува кривичната Кај пријава видовте дека и го тоа брани Артан Груби? Чекај, ама нема да дозволам Ама да не се лажеш. нервирате. Абе не се нервирам. Вие кога немате, кога сте фатени во лага, зборувате без нервоза, Добро, нема ајде да му нервоза, оставиме колега. простор да Неќе ја оставам доврши простор мислата. само без навреди и без манипулација. Да не се извртуваат зборовите кои што јас само пред една секунда ги реков. Добро. Јас никого не навредив, а овдека слушав разни Не, зборови не. како небулози и така натаму, така што јас се држам до нивото и реномето на оваа емисија на телевизија. Сега слушавме овдека од представник на СДСМ дека кривичната пријава била спорна, дека требало да има кривична пријава за сите министри кои што гласале, се надевам ја дека така ќе биде, и дека било владата колективно тело и не било издржана таква кривична пријава. Ова е на јавна сцена да види и македонската јавност кој го брани Артан Груби, а кој сака Артан Груби да го изнесе пред лицето на правдата. Толку немам што друго да додадам по однос на Артан Груби. Значи, вие не сакате да го изнесете пред лицето на правдата Артан Груби. И јавноста ќе биде сведок дека нема да го изнесете пред лицето на правдата. А ќе повторам уште еднаш, можеби не знаете, владата е колективно тело и во тој дел беше мојата забелешка, не ми ги превртувајте зборовите за тоа кој го брани. Најмалку го бранам Артан Груби и најмалку ќе бранам било кој што има индиции дека сторил некаква злоупотреба или сторил злоупотреба. За мене правдата секогаш ќе биде приоритет. Кој што сторил злоупотреба на службена должност, кој сторил криминал, треба да одговара Добро. пред лицето на правдата. Ајде да одиме на друга тема, да. Секогаш ќе бидете на страната на правдата, освен на 8 март 2022 година, кога при извршување на одредено кривично дело, вие не сте приметиле дека тоа е кривично дело, дека тоа е незаконски и сте гласале за една таква одлука, која што еве сега ја браните. Добро, може да одиме на може, друга нема да тема. Мислам навлегувам дека на завршивме во вакви делот за фингирани Артан Груби, изјави. а дека граѓаните се тука на крајот од денот и да проценат кој што зборува и какви постапки И судиите се да водат. судат во делот за Апсолутно, правда. Така. Уште една тема која што деновиве е актуелна, а тоа се односно марихуаната, која што
според информациите кои дојдоа од Србија, заврши од Македонија таму, според последните информации кои што се споделени. Камиони, наводно со перници, поминале од Македонија и влегле во Србија. Како пратеници, добивте ли информација, побаравте ли информација како може 5 тони марихуана од Македонија да излезат и да завршат во Србија, или да го преформулирам прашањето ако повеќе одговара, како влегле во Србија, пошто мислам дека таа теза повеќе сакате да ја... Не е тоа теза, тоа е реалност. Ние со Република Србија имаме договор за интегрирано гранично пребивање, односно one stop shop што го велат, односно на едно застанување, така што границата при влезот се штити, условно кажам, или се контролира државата која што влегува, а при излезот другата држава. Или во конкретниот случај, кога излегува некој од Македонија, таму ќе го пречека српски надлежен орган и така нато. Така што тоа е едниот аргумент. Меѓутоа, јас повторно би... Доволен ли е како пратеник вас? Доволен ви убедува тој аргумент дека... Не, само да знаете дека ние како пратеници ниту имаме право, нити надлежност да имаме информации во делот на истрагите, посебно пред истрагите кои што ги води јавното обвинителство. Така што, она кое што мене ми е битно, дека на оваа тема има истрага, има приведени лица, има запленета марихуана и се надевам дека во многу скоро време сите овие недоумици кои што ете јавноста и можеби ги има, ќе бидат изнесени пред јавноста и нормално за ова ќе има одговорност. Меѓутоа, знаете што е заедничко за сето ова што го зборим вечер? Повторно индициите одат накај високи функционери од претходната влада на СДСМ. Сите индици се уперени накај нив. Ако се збореше дека сите патишта водат кон Рим, кога станува делот за криминал и корупција, сите патишта водат кон високите функционери на претходната влада на СДСМ. Очигледно ноќ на море и сон не ги фаќа од високите функционери на СДСМ, меѓутоа одговор на прашањето како може со декларација за перници да биде пренесена преку граница 5 тони марихуана, најдобро ќе даде сограѓанинот и председателот на Општинскиот комитет на ВМРО од Куманово, директорот на Царината. Како може да излезе со декларација за јоргани 5 тона марихуана? И како може никој на граница, затоа што си има одредени протоколи, никој на граница да не побара декларација, да не се отвори камионот, за да сето тоа покажува дека без некакви интервенции од страна на високи функционери или во полицијата, или во царината, 5 тона дрога така лесно не може да излезе од границата. И да не се навраќаме и да не замајуваме јавноста дека повторно ќе носи кон високи функционери на СДСМ. Па имавте 2 години и упорно 2 години вие само зборувате дека криминалите на СДСМ, на високи функционери, па дајте за 2 години уапсете некој. 2 години зборувате на празно. Никакви докази немате, но очигледно, кога немате добри политики за кои што ќе зборувате, вие морате да се служите со вакви небулози. Ако имавте барем една добра политика, до сега во овие 2 години направено, немаше да зборувате за функционерите на СДСМ, туку ќе зборувате за тоа што вие правите за граѓаните. Имавме многу добри политики, една која што вас најмногу ви нервира, тоа е линарното зголемување на пензиите, оние пензионери кои што вие не ги сега колку во март ќе ги израдува пензионерите. Кои што вие не ги испочитувавте. Како може дрога да излезе и зошто не било отворена? Базично е, проверете кај институциите или во законите, ќе видите дека председател на Општинскиот комитет вие прашајте си го. Ќе видите дека царина не отвара камиони на излез, ниту полиција па отвара камиони на излез, а одговорот најдобро ќе го дознаете од вашиот сопартиец кој што вие од соседната општина таму Ново село, кој што ја има таа нива за марихуана и кој што шверцувал, така што најдобро е со него се знаете лично, прашајте го и тој ќе ви каже како се тоа се прави, не ги прашувате институциите кои што нема таква надлежност. Меѓутоа за многу скоро време ќе има Од каде ви на вас
Таа информација дека таа дрога е од таму. Никаде не излезе таа информација. Од каде знаете? Значи, заплената е дрога во Ново село, заплената е дрога на многу места. Сите дроги кои што се запленети во делот на марихуана, а незаконски ја произведувале, се во делот на ваши функционери, затоа што секој граѓанин знае дека не можеше да се добие лиценца за одредување на марихуана доколку некој не е близок со Зоран Заев, Вице Заев и заплената на дрогата. Ке видиме дали се различни закони. И тука сакам да отворам едно прашање. Отворите вие прашање кога јас ќе завршам, никога ќе ви дадам збор. МВР излезе. Ќе ми дозволите да завршам. Ќе отворите прашање све и ќе имате време. Сега во делот на она кое што 2 години ние не сме имале докази, значи стојат преку 80 кривични пријави за високи функционери на СДСМ и ДУИ од претходната влада, поднесени од надлежните институции, како што се Министерството за внатрешни работи, финансиската полиција и така натаму, кои што ова октрирано судство со 2% доверба ги чувало. Јас имам некое чувство дека со доаѓање на некој нов обвинител кој што ќе биде промотор на правдата, а не соучесник во вашите криминали, сите овие дела ќе почнат да излегуваат на виделина. Затоа што клопчето околу вашата политичка партија и криминалите кои што ги правеле вашите функционери се одмотува, се стега ременот и затоа е оваа нервоза за која што ја демонстрирате на секој еден чекор. Колега, за овие 2 години толку испокрадовте, такви криминали направивте, што за 7 години СДСМ не можеше тоа да го направи. И да, чекате нов обвинител кој што ќе биде под ваша контрола, за да може да го контролирате и да кажувате за кој да се отвара постапка, за кој да не се отвара постапка. Не, ние не сме како вас, тоа вие го правите. Имаме сведоштва за тоа како се правило. Вие сте познати по тоа. Телефонските разговори, тефтерчињата на Гоца, се уште се јавни свежи. обвинители од СЈО ви излегоа и ви кажаа што сте правиле. Бомбите не може да ги забораваме и сето тоа што вие заборавите пред 2 години на влада што сте правиле, сега за бомби изборувате. Судиите се уште под ваша контрола и јавните обвинители. Ајде ги смениме. Ајде ги смениме. Не се Ајде ги смениме. Нели се под наша контрола, ајде ги смениме. Па вие не давате. Па почнувате да ги менувате. Па не давате вие. Што не дава? Кој сме ние да не дадеме? Па вие велите дека не треба да се смени судскиот и обвинителскиот совет. Така ли беше? Колега, ако ние така сме 18 не кажете така или не е така? Ние сме 18 пратеници. Знам колку сте него дали, не сте 18, 15 сте. 15 други сте коалиција. Ајде, молам нека доврши. Си го сменивте јавниот обвинител. Така да јас Ајде ги смениме судите. Една работа е она што е 5 тона излезени од границата кон Србија, а друга работа, друга постапка е 40 тона за кои што МВР излезе во јавноста и објави дека се одземени 40 тона марихуана. Вечерва има и нова заплена во Јосифово. Плюс 1 тон во Јосифово. Меѓутоа, тука сакам да отварам едно прашање, уште едно прашање. Дали таа марихуана што е одземена е нелегална? Затоа што немаме информации. Дали таа ќе биде уништена? Дали кој ќе заврши судската постапка ќе им биде вратена на собствениците од каде што е одземена? Ако се врати барем макар 1 килограм дрога, ако е врата дрогата кај фирмите, тогаш дали некој ќе сноси одговорност. И тоа е она на кое што треба да одговори власт. Затоа што 2 години не одзедоа ниту една лиценца. Во времето на СДСМ беа одземени над 15 лиценци за фирми кои што не работеа согласно законот и правилниците. Добро. Имаат 2 години за да можат да сработат, а не после скандалот да прават контроли. Кусо, само и сакам да преминеме Кусо, многу еве само јавна понуда веднаш, пошто вела дека се судиите под контрола на ВМРО, да ги разрешиме судскиот совет кој што ги именува судиите, одма стои на маса, да се договориме со СДСМ и да почнат еве реформиве како што тие велат од ова судство кое што е под ВМРО, стои понудата, нека размислат у партија. Дали ќе биде уништена дрогата? Ќе биде уништена доколку судот нареди да биде уништена, тоа се базични работи во една правна постапка и дали е нелегална, да нелегална е, затоа е и заплената, затоа што во време на СДСМ, кога не успеа, ги спречивме ние да го сменат законот за опојни дроги, тие си наметнале правилник кој што е во колизија со законот и врз основа на еден правилник овозможиле производство на марихуана на нива, а согласно стандардите, такова марихуана, такво масло не може да се користи во медицински цели. Само кратко. Правилник сме сменили, а вие 2 години спиете
И не го променивте правилникот. Што работевте 2 години? Од кај знаете дека не е променет? Што работевте Ама од кај знаете дека не е променет? Правилник кој што се уште стои. Од кај знаете дека се уште стои? Па имате еден куп изјави дека правилникот не е променет. Кој дал ваква изјава? Па и министерот и вие сте давале претходно дека правилникот стоел 2 години. 2 години комисијата во Добро, променет ли е правилникот? Не знам дали е променет правилникот, ама никој не изјавил дека вакво нешто ние сме го кажале. Тоа е во надлежност на Министерството за здравство. Имаше изјави дека не е променет. Имаше изјави дека не е променет и самите вие зборувавте 2 години. Ништо не сработивте. 2 години не сработивте ништо. Пак ви е крива СДСМ од пред 2020 година. Тоа ќе треба да го прашаме нивниот коалицијски партнер дали и зошто не го сменил правилникот 2 години, затоа што влезе во владата, па беше министер за здравство, па си замена и така натаму, така што пак водата иде кај нивна воденица. Меѓутоа 6 лицензи се укинати, тоа не е вистина, чисто да ги коригираме фактиве за јавноста. Меѓутоа да се вратиме на суштинското прашање. Дали сте подготвени да го разрешиме судскиот совет? Денес одговорете на прашањето дали сте подготвени. Така е, дали сте подготвени? 2 години спиевте, не бегајте тоа од темата. Не бегајте од темата. 6 години, 2 години спиевте. Добро. Денес после скандалот одземавте се, фативте за работа и одземавте. Така е, сте во право. Дали ќе ги разрешиме судскиот совет? Одам на друга тема. Мене ме интересира, постојано споменувате 2% доверба на судиите. Што мислите, колку граѓаните имаат доверба во вас, пратениците? Па не многу ваква кога ќе гледаме какви пратеници министри сме имале, генерално нема многу доверба, меѓутоа поголема е од довербата на овие суди кои што за жал не сакаат да ги разрешиме од страна на опозицијата, да дадат подршка, двотретински закон, да можеме да го спроведеме тоа прочистување во правосудниот систем. На вакви навреди треба да се извинете. Какви навреди? Какви министри и какви пратеници да си имале. Не знам зашто се препознавте вие во ова. Затоа што сум била и министер, сум била и сега сум и пратеник. Јас не знам како се препознавте вие во ова. Меѓутоа, вака безобразно однесување не. Очигледно си имате много на капата. Очигледно вас нервозата ви се создава и вие многу ви создава проблем и затоа освен со навреди друго не знаете. Јас не навредив никој. Од вас претениците. И воопшто не мислам на вас, не знам како се препознавте. Цело тој отров што го сеете со години наназад од парламентот, нема доверба ниту судството, нема доверба ниту претениците. Од вас, само од вас, затоа што најголем дел од судиите и јавните обвинители работат честно. Работат честно и согласно закон. Многу мал процент се нечестните, но вие ги ставивте сите во еден кош. Добро. И затоа довербата кон судството е 2%. Во ред, ве прашав колку мислите дека ви веруваат граѓаните, особено заради законите кои што се носат или треба да се донесат, а се во интерес на граѓаните и се посебно фокусирани. Тука ќе го споменам законот за минимална плата и ред други закони кои што граѓаните ги чекаат да бидат донесени. Законот за минимална плата кој што го предложи СДСМ не помина, ние гледаме дека во јавноста дебатата околу минималната плата останува на тоа да се договорат работниците со работодавачите. Тој договор некако не оди онака како што можеби двете страни посакуваат, особено заради тоа што владата се исклучи како нем посматрач, а иако таа е еден од клучните кои што треба да биде вклучена и во тој економско-социјален совет, не може да остане на страна да ги следи работите. Зошто еве пратениците можеби не поднесат решение кое што ќе биде во интерес на работниците, ако ова кое што го има СДСМ не е тоа што сметате дека треба да биде поддржано, бидејќи во комисиите денеска не помина, веројатно нема да помина ниту на пленарна седница. Најпрвин кога зборев за довербата во политичарите и кога споменав вакви министри, мислев на Артан Груби, меѓутоа не знам зашто некој друг се препозна во тоа. Што се однесува до конкретното прашање? Значи, најпрви ние имаме во Македонија законско решение, закон за минимална плата. Тој закон бил донесен во време на претходната влада на СДСМ. Тогаш Сојузот на синдикати на Македонија, овој закон кој што е на сила, го представил како победа на работниците.
Во истото законско решение тие се во истото соопштение на ССМ тие се заблагодаруваат на нашите социјални партнери, владата и работодавачите кои имаа разбирање за потребите на работниците. И реагираат после за членот 8, ќе објаснам дополнително после ако имам време зашто тогаш ССМ не сакаше да се скачат зголемат сите плати. Исто така, кога се донесе овој закон, тогашниот премиер Ковачевски рече дека е постигнат договорот за закон за минимална плата од 18.000 денари и дека овој договор е постигнат заедно со Сојузот на синдикатите и со работодавачите. Значи имаме закон и имаме пракса. Никогаш во Република Македонија не било менувана законот за минимална плата или минималната плата без еднострано или без да имаме договор помеѓу оние кои што треба да ја користат таа минимална плата и оние кои што треба да ја исплаќаат. Добро, но тие имаа договори, требаше владата да има договор, да се Не, да имале договор, веднаш ќе сме го поддржале. Тој на владата не ја одговараше. Не, ќе дебатираме. Значи, во дело дека владата не посматра, исто така не би се сложи затоа што не може ниту да се одржи социјално-економски совет ако владата не го организира. А имаме редовно социјално-економски совети и владата е медијатор во постапката. Она кое што е став генерален на владата е дека треба да седнат работниците и работодавачите да се договорат и она кое што ќе се договори ќе биде прифатливо. Меѓутоа ние за жал имаме синдикат кој што е политички инструиран, кој што не сака да дојде до договор, туку сака да води политика и политиканство, затоа што очигледно има да одработи нешто кое што го задолжила предходната влада, особено што бил назначен незаконски за претседател на ССМ. Истиот тој синдикат има снимки и слики како кога бевте опозиција, стоевте со истиот тој синдикат, го поддржувавте тој ист синдикат во апсолутно ги поддржувавме работниците и ќе ви објаснам зошто. Тогаш добро е што дојдовме на таа тема која што па не баш имаме два синдиката, меѓутоа не битно. Еве истиот нека биде. Не зборувам за истиот синдикат, не зборувам за друг синдикат. Истите снимки и слики се со така е, еве сега ќе ви објаснам и добро е што го кажавте тоа. Кога се донесе законот за минимална плата, тогашната влада на СДСМ не сакаше да ги зголеми сите други плати за износот на минимална плата, што беше обврска согласно членот 8 од закон за минимална плата. Тогаш ние како опозиција во интерес на граѓаните и на работниците пред се, понесовме амандман со кој што ќе се овозможеше едно такво зголемување на платите. Друга ми беше поентата, дека тогаш кога бевте опозиција се сликавте со истите тие луѓе, истиот синдикат, дававте изјави рамо до рамо со нив. Да, ако ми дозволивте да одговорам и тоа ќе ви го одговорев. Поентата е дека не ви пречеше тој никогаш овој синдикат не ни пречи ни сега на нас. Сега го обвинивте дека е политички инструиран. Апсолутно е политички инструиран. А тогаш кога го поддржувавте не беше? Не беше затоа што овој синдикат тогаш не протестираше да блокира пратеници да идат на работа и министри да идат на работа, не правеше генерални штрајкови и не бараше никогаш 62% зголемување на минималната плата. Тоа е која барање, меѓутоа може да се дојде до нека друга се слагам, ама некој друг договор, секој може да бара. Меѓутоа тогашното нивно барање кое што ние како опозиција го поддржавме беше 2800 денари зголемување линарно на сите плати. И ние тоа го прифативме и веднаш го испорачавме. И како локална власт тогаш имавме градоначалници, веднаш им се зголеми не за 2800, за 5000 денари во просек на сите вработени и потоа се тоа. Беше во ред снимките кои што ги објави пратеничката од ВМРО ДПМН од Слободан Трендафилов и неговите деца. Дали сметате дека тоа е? Не, тие снимки се преземени од портал, инаку се доставени до тој портал од некој незадоволен работник кој што наместо да очекувал наместо да се бори за неговите права председател на Сојузот на синдикати на Македонија, тој злоупотребувал службено возило кое што тие му го овозможиле со нивната членарина за да се ги вози дека снимките се направени професионално, но не свативме што значи тоа. Погледнете ги, ќе видиме дали се професионално. И сега да дојдеме официјалните изјави дадени од официјални лица. Од кои официјални лица ве молам? Да. Во однос на минималната плата и на она што денес се случи во собранието, да комисијата на седницата не го прифати предлогот и донесе заклучок дека предлогот за минимална плата согласно барањата на работниците е неприфатлив, е всушност уште едно лицемерие на ДПМН, затоа што кога не се грижи за работниците, кога се грижи за капиталот, носиш вакви политики. Со факти, со статистика и работниците
И ние како пратеници излеговме и денес, излегуваме и постојано за колку е инфлацијата, за колку е инфлацијата на храната, колку е синдикалната кошничка, колку се зголемува од месец на месец. Тричаска се извинувам, но дали не сметате дека и вашиот закон сега е популистички, бидејќи го носите, го доставувате од популистички причини сега во собранието? Не, како СДСМ имаме кредибилитет. Имајќи ги во предвид сите политики кои што сме ги направиле во минатото, во изминатите 7 години, и во однос на платите, и во однос на заштитата на работниците. И политичките одлуки кои што сме ги носеле како влада за зголемување на минималната плата надвор од методологијата и носењето на методологијата. Но ниту тогаш и вие немавте толкова зголемување на платите колку сега што барате. Од моментот кога сме дошле на власт до завршување на мандатот сме тројно зголемеле тоа не значи дека и они до завршување на мандат нема да зголемат тројно. Прашањето ми е со по 1600 нема да ја зголемат тројно. Со по 1600, 1400 како што се зголемува, нема. Ние на 2 пати сме имале политички интервенции за зголемување на минималната плата. Да, во 2020 година донесовме политичка одлука и преку преговори во економско-социјалниот совет, кај што не бевме ниту скретничари, ниту модератори како што се однесуваат ВМРО ДПМН сега, значи туку директно преговаравме и со синдикатите и со работодавачите за зголемување на минималната плата. И воедно покажавме грижа и за работниците, покажавме грижа и за работодавачите. Но сепак толкаво зголемување колку што сега вие го барате со законот кој што го доставивте, не направивте ниту вие кога бевте на власт. Да, меѓутоа, нашето зголемување не беше по 1000 денари. Лани ја зголемија 1400 денари, сега ќе се зголеми 1600 денари. Ама не зборуваме сега за нив, сега зборуваме за затоа ви вашето законско не решение. може тројно за 6 години тројно го зголемивме износот на минималната плата од 8000 на 22.500. Никогаш нема да го направат тоа. И затоа барањата на работниците, имајќи во предвид колку е зголемена синдикалната кошничка, колку се зголемени цените на храната, барањата на работниците ше е 36.000 денари минимална плата. Да, најдовме пари од кај можат, нека се скрати луксузот на власта, пари од кај да се најдат, за да се обезбеди минимална плата. И само како една реплика за членот 8, за кој што упорно и тогаш зборува, очигледно не ги познаваат работите. Членот 8 е донесен во 2012 година со донесувањето на законот за минимална плата во преодни и завршни одредби. И секој еден човек кој што работел со закони, секој еден правник знае дека штом е во преодни и завршни одредби се однесува за времето на донесување на законот. Но ДПМН постојано манипулира со јавноста и спинува невистини, затоа и сега саква да објаснам дека членот 8 и тогаш кога беа ги поддржуваа истите овие синдикати кои што сега ги навредуваат, и членот 8 беше само политички спин и беше нешто што беа свесни дека не може да се реализира. Добро што уште едно признание имаме дека сме вистина, дека вистина ова кое што го говорам, дека не сакале да ги зголемат платите за 2806 денари линеарно колку што изнесувало зголемувањето на минималната плата. И за сега абе чекајте сега. Немојте ве молам, не. Вие не сте водител на емисијата. Научете се, бидете смирена, не се нервирате, има водител. Тоа дома ќе се говорите. Ајде, дозволете да си докажам. Значи, добро е што имаме потврда дека членот 8 не сакале да го почитуваат и да се зголемат сите останати плати за растот на минималната плата. Тоа го возможивме ние и сега тоа законско решение е на сила и сите граѓани, односно сите вработени, добиваат онолку колку што е зголемено на минималната плата линеарно на сите плати. Не е прашање дали минималната плата треба да расте. Апсолутно треба да расте. Прашањето е колку, во колкаво темпо и врз основа на кои економски околности, за да ја зачуваме и куповната моќ на работниците, меѓутоа и да ја зачуваме макроекономската стабилност. Плати за 78%, за среќа сега нема да се. Да, ќе се елиминира, ќе зборуваме и за тоа. Сега, зборувавме дека слушавме кредибилитет, лицемерие и така натаму.
И да демонтираме одма неколку работи. Прво, не ви е тројно зголемена платата во време, минималната плата во време на владата на СДСМ, затоа што од 10, тоа денеска дури го читаше нивниот координатор на пратеничка група, јас од таму ги запишав бројките, од 10.500 денари дошле до 22.500 денари, што е некаде двојно зголемување, значи повторно лаг. Потоа одиме понатаму. Во 2021 година тие зголемиле платата минимална за 694 денари. Во 22 кога се случи ова промена на законот за кое што прегаска демонстрирав, кое што се случило со договор помеѓу работниците и работодавачите, каде што владата била медиатор, ја зголемуваат платата за 2806 денари при инфлација од 14,2%. Сега има инфлација од 4,4,2. Во 23-та при инфлација од 9,4 ја зголемуваат минималната плата за 2175. Во 2024-та доаѓаме до за зголемување од 2392. Што сакам да кажам? СДСМ е толку лицемерно што бара за една година да се зголеми платата повеќе од она кое што тие и во номинален износ и во апсолутен износ го зголемиле за 7 години. Затоа велам дека синдикатот е политички инструиран затоа што ги следи тезите на опозицијата или обратно опозицијата ги следи тезите на синдикатот. Она кое што е наша тема е да седнат работниците, односно синдикатите и работодавачите, да договорат темпо, динамика, начин на кој што ќе се зголемуваат минималната плата, кое што ќе биде достоинствено за работниците, одржливо за економијата и апсолутно ние тоа ќе го направиме. Она кое што ние 600 денари зголемување на платите. Не е достоинствено, ама таков е законот кој што го донеле Сојузот на синдикатите на Македонија и СДСМ. Но тука се пратениците за да го сменат, затоа сте дојдени на власт. Затоа ви велам, ајде да отвориме дебата, бидејќи оваа формула која што вели. Ама зашто да отварате дебата? Тука имаат пратеници сте, дојдени сте на власт за да смените закони, тоа што не чинело да се подобри. Да, почитувана Наташа, ама доколку сме Северна Кореја, во демократско европско општество сите закони се носат затоа што мнозинство носите разговарате. Така се прави во тоталитарни режими. Во демократски европски држави се дебатира помеѓу сите засегнати страни. И јас велам да отвориме дебата. Истото го зборувам. Тогаш треба од СДСМ да не да бидат лицемери да носат некакви вакви закони кои што се неодржливи, туку да признаат дека нивниот закон не е добар, каде што вклучително се имплементира и инфлацијата и просечната плата и да дадеме некоја нова формула како ќе растат. Веќе се губи и се губи веќе во дискусијата. И зборува невистини, најнапред 10.800 беше во 2017 за дел минималната плата, немавме минимална плата за сите, а 8.000 за најголем дел од работниците, особено оние во трудоинтензивните сектори. Така да, од 8.000 Ама не може вика шведска маса да се зборувате. Вашиот координатор се губи. Кој ги кажа бројките? Не оставивме, тоа е тројно зголемување. Па не е тројно ни тоа. Тројно зголемување. Членот 8, секој правник тоа го разбира, секој човек кој што работи со закони го разбира членот 8. Колега, и да сме сакале да ги зголемиме за 2800 денари, не можевме затоа што во преодни и завршни одредби и вон сила е. Ама очигледно правото толку го разбирате, или пак вие го разбирате. Да, или пак намерно манипулирате и лажете. Ние во моментот имаме најниска минимална плата во регионот. Најниска и најниска куповна моќ во регионот. Колку е минималната плата во Бугарија? Најниска е. Во Бугарија колку е? Значи најниска е во Македонија. Во Бугарија ме прашувам, пошто рековте во регион. Е повеќе од тоа што го имаме во Косово, донесла одлука. Сега да видите кој лаже, кој не лаже, само да се демонтирате. Од мај да се зголеми минималната плата. Извини, во Бугарија од 1.1 е поголема минималната плата. И ние повторно манипулирате со бројки и лажете ова употребувано како ваша реторика која што имате. Не лажем, јас сум барем препознатива по тоа што не лажем и по тоа што кажувам вистината. И затоа вака зборувате. Вие сте тој што се постојано манипулира и постојано лаже. На оваа емисија кој манипулира и кој лаже. Сега и со бројките. 10.500. Не. Тоа Оливер Спасовски го кажа. И Оливер Спасовски рече 10. Значи Оливер Спасовски лаже. Дали сметате дека како пратеница е коректно да се употребува збор ева лажа и Ама јас не го потребив, јас реков дека само одговарам риторика која што јас цело време ви говорам дека имаме нервозен соговорник кој што се плаши од ова кој што следува и цело време навредува. Јас бев културен цело време. Никој не збор не употребив. Каде препознавате? Вие вас, не, кај вас е притисокот. Јас сум релаксирана. Се гледа, по реториката се гледа. Воред, одиме тука со реклами, потоа се враќаме назад во студиото во финишот на емисијата.
Назад сме во топ тема, жестока дебата продолжи и за време на рекламите. Тренчевска и Петрушевски се во студиото. Ќе продолжиме на една друга тема. Последното истражување на Телма, официјални податоци кои што ги добивме од Управата за јавни приходи, ни покажа дека минатата година 2,8 милиарди евра биле уплатени во казина, обложувалници и автомат клубовите. Знаеме дека и наназад имаше обиди за тоа казината, обложувалниците да се дистанцираат барем од училиштата, меѓутоа тоа заврши без успех. Постои ли простор, бидејќи од владата добивме информација дека се размислува за евентуални промени, сте разговарале ли, постои ли простор и кој е вашиот став по однос на ова прашање? Ги имам јас истите информации од владата дека се размислува, односно веќе е во некоја фаза на подготовка на измени на соодветните законски решенија, со кое што ќе се повеќе регулира оваа област на коцкарниците, обложувалниците и се она кое што значи игри на среќа, ќе се воведе еден поголем ред и во делот на каде да бидат лоцирани тие и во делот како да изгледаат од аспект на рекламите кои што ги користат, така што очекувам во владата да го изготви нацрт законот, да го стави во јавна дебата, да разговараме и да видиме што од тоа може да се спроведе. Она кое што ја лично можам да го кажам дека апсолутно сум за и ќе гласам во делот на регулирање попрецизно на оваа материја. Што значи тоа, бидејќи гледаме дека како ви изгледа оваа сума од 2,8 милиарди? Ја запишав, баш ми изгледа вака помпезно и мислам дека тука влегуваат нели сите и странците и ово, мислам дека имам еден сегмент во делот на нели јужната граница на Македонија каде што имам еден своевиден коцкарски туризам, не знам како да го кажам, меѓутоа ова се сериозни бројки и токму затоа мислам дека треба дорегулација и построга регулација на овој бизнис. Она што се забележува дека еве последните податоци кои што успеа да ги направат од шанса за центар, за таа општина броеле во центар има 60 казина. Само во центар општина. И во другите општини не верувам дека е различна состојбата, слична е. И токму затоа реков да видиме да го видиме текстот на решението, мислам дека ќе бидат опфатени и делот на рекламирање, можноста каде да бидат поставени, како да изгледаат и да дојде во собрание да го гласаме апсолутно тоа решение. Тогашниот претседател Стео Пендаровски го врати законот, иако беше донесен да се дислоцираат во дел опфаќаше тој закон промени. Овие бројки се поразителни во секој случај. Овие податоци за 2,8 милиарди евра на годишно ниво, пари кои што се потрошени во казино, обложувалници и најголем дел на од овие пари се пари кои што се потрошени на автомати. Автоматите ги има во казината кои што ги гледаме насекаде, и тоа во центарот, во центрите на градовите и во секоја обложувалница и се достапни на секој. И најверојатно треба многу поголема контрола од инспекцијските служби и од сите релевантни институции за тоа кој влегува во казината и во обложувалници, а не смее да влезе, и поголеми, поригорозни казни и секако дислокација. Она апсолутно ние имавме некаков предлог, меѓутоа не помина онака како што требаше и не, тогаш помина, меѓутоа председателот го врати назад, имаше реакции тогашниот австријски амбасадор, потоа МНР се огради, австријското министерство се огради, те толку ли е, еве... Меѓутоа не и понатаму е дозволено казината да се во центарот на градот, до училишта, до амбулант, до болници, до било каде. Најдобро решение е надвор од градот, за да децата немаат барем пристап на поминување и да им стане од мали, да не им стане од мали нормално дека казино може да има во центарот на градот, па дури и до нивната куќа или до нивниот стан кај што живеат. Има еве измени на законот за заштита од пушење. Сметате ли дека се ретерира со оглед на она што беше најавено, дека ќе биде најстрого регулирано под притисок на угостителите?
Па не би рекол дека сега под притисок на гостителите, она кое што и претходно го говорев, дека секое законско решение кое што го носиме, го консултираме со засегнатите страни, така и со законот за високо образование, така и со сите закони, така и со овој закон. Сметаме дека изложувајќи ги аргументите од страната на гостителите, е добро да им се даде еден разумен рок од година дена да се усогласат со ова. И сега постои закон, па гледаме дека практично тој Сега постои закон, меѓутоа постои недоречености во истиот закон, подзаконски акти, општините во делот на нивните постапувања и мислам дека е направена една, ако не е справедливо, гледате што се случува. Така што мислам дека она кое што го прави ова влада, ова кое што го прави парламентарно мнозинство е да имаме закони кои што се реално применливи во Република Македонија, а усогласени со сите засегнати страни. Ќе дадете ли Ќе се даде на јавна расправа, беа дека нема никакво ретерирање, враќање назад од она што е пропишено, особено во делот на ресторантите и кафулињата. И сега наеднаш во преговори, добро е што ги слушнал представниците на секторот угостителство и ретерира со тоа што доволно од две страни да биде заградена тераса, за да може таму да се пушат цигари. Меѓутоа, она што е важно е самата имплементација на законот. Ако законот се донесе, нема да се согласам дека претходниот закон имал пропусти, правилници, се можело да... Значи, истиот закон, речиси, скоро истиот закон важеше, но колку се имплементирал, тоа е друга работа. Ќе видиме во периодот што доаѓа, откако ќе биде доставен во собранието, и ќе биде изгласан, ќе видиме како ќе се имплементира. Додека не ја видиме содржината на самиот закон, не можам да ви кажам однапред дали ќе дадеме, инаку Добро, врз основа на ова што го... Иако сум пушач, не сакам затворени простори каде што е задимено, особено во ресторанти каде што има и деца. Доколку законот е согласно и европските стандарди и согласно она што значи забрана на пушење во затворени простори, апсолутно дека не сме разговарале во пратеничката група, но еве јас лично ќе дадам поддршка на закон кој што ќе забрани во затворени простори да се конзумираат цигари или електронските цигари. Петрушевски, Тренчевска, јас ви благодарам за вечерашното гостување во Топ тема. Благодарам за поканата. Благодарам за поканата. Вам ви благодарам за вниманието, секако останете и податаму со програмата на Телма.